овие жени се на вистина храбри и се разбира дека својот активизам во овој период го посветуваат се со цел и овој тип на пациенти со хронично заболување да имаат соодветни услови и да функционираат без разлика на тоа што сите ние се соочуваме со пандемија и живееме во едни поинакви услови. Познато ни е дека одлуката до 23 септември пациентите со хронични болести, па така и оние кои што имаат малигни заболувања, треба да обезбедат соодветни потврди доколку сметаат или едноставно не можат да се вратат на своите работни места поради опасноста која што тие нивните секојдневни обврски, контактите со многу луѓе би ги донела. Во овој период и тие преку Алијансата за пациентски организации остваруваат средби со надлежните, се со цел да ги пренесат своите мислења и едноставно да се најдат соодветни начини како ова да се регулира. Ќе им посакам добро утро и добри дојде на моите гостинки и ви го пренесувам воедно поздравот за вашата храброст и сето она што го правите овој период. Со мен ово утро се Ленче Петрова и Зорица Аџиевска, кои што се членки на Сдруженијето Борка. Веднаш ќе започнам со она што го кажа во најавата, 23 стои како рок. Меѓутоа, што тоа значи за вас како пациенти со малигно заболување, хронични заболувања, сметате ли дека е соодветно и изводливо да се обезбедат со потребните потврди и да се вратите на вашите работни обврски? Добро утро, поздрав за сите гледачи на телевизија Алфа, поздрав за емисијата, ви благодариме за поканата. Јас сум дел од екипата на Борка, го имам телефонот SOS линијата и постојано сум во контакт со пациентите. Прашуваат, запрепастени, исплашени, како не се сигурни како може да ја обезбедат потврдата, за кого важи, за кого не. Моје мислење е дека мислам дека ќе треба да се почека или да и се објасни на пациентите конкретно каде и како да ја обезбедат потврдата. Стварно се збунети, не знаат каде да се обратат кај матичниот вели кај специјалист, а за да оди кај специјалист му треба термин. Така да тука настануваат тие да речеме компликации или потешкоти. Еве, надлежните кажа нели дека специјалистите ќе можат сето тоа да го прават и дека ќе има соодветни термини, но пред се сакам да прашам дали секој ден од вас е во можност физички да отиде и да ја обезбеди таа потврда. Како тоа изгледа во пракса, нели? Да вие треба да отидете и сконтактирате со специјалистот, бидете таму присутни, ја земете потврдата, па потоа да се одвива. Тоа не секој може да го направи, а деновиве имаше реакции од луѓето дека кога одат на онкологија им го даваат само извештајот, нема потврда како потврда. Извештај кој што и претходно сме го добивале, а тамо не пишува дали треба да седиш дома или да... Тоа треба некако, ако мислат потврда, се знае како треба таа да изгледа. Јас кажав дека вие сте целиот овој период организирани, како и досега. Преку Алијансата на пациентски здруженија вие разговаравте со надлежните. Како изгледа овие средби? Сметате ли дека во доволна мера вашиот глас и вашите потешкоти во сите овие месеци наназад кога се соочуваме со пандемијата, тие го слушаат и ги земаат во предвид сите нешто со кои што се судирате во пракса? Мислам дека го слушаат благодарение на претседателката на Сдруженијето, Бива Додева, многу активна, многу се залага за пациентите, се слуша нашиот глас, ама мислам дека треба уште повеќе да не слушаат, затоа што ние конкретно, директно сме со пациентите, директно ги слушаме нивните маки, нивните стравови. Мислам дека ќе успее. Претседателката Бива, мислам дека ќе успее и овде да помогне многу повеќе од колку што е сега. И ако сме задоволни со начинот на кој се слуша гласот на Сдруженијето Борка, се слушаат нашите препораки. Меѓутоа, мислам дека треба уште малку повеќе. Би ве замолила малку да поразговараме и за вашето секојдневие од моментот кога се појави оваа пандемија.
кога човек има едно хронично или малигно заболување, таа ситуација не запира во моментот кога се појавува еден нов вирус, нели? Вашите редовни прегледи, консултации со докторите, потреба едноставно да постојано си разменуваат информации со докторите, не запира. Како тоа изгледаше во овие месеци со оглед на тоа што во јавноста слушавме често пати дека луѓето имаат потешкотија да дојдат и до своите матични лекари и специјалисти и така натаму. Така многу изместено. Некако обично. Многу тешко се доаѓаше до прегледи. И денес мислам дека покрај напорите што ги прават, се уште нема термини за да појде човек. Контролните прегледи на онкологија еден период беа запрени, само оние што беа најризичните одеа, другите седеа дома, меѓутоа беа преплашени да дојдат, им е страв, затоа што не е денове се зборува да тргнат на работа, да се обезбедат услови со дистанца, меѓутоа во автобус таа дистанца нигде ја нема. ЈСП, не знам дали во секој автобус, јас каде што одам во 41 и 31, ниту има обележено место кој каде да сои, ниту вирусот не се фаќа само на работното место. Да, имаме пат до таму и назад. Точно, до таму и назад. Има луѓе кои што работат во простории каде што не се двајца, 30 души се, како тоа ќе се среди? Некако сето ова ги тера луѓето да се плашат. Прво, самата болест, кога ќе се каже канцер, не е се едно. Мислам и покрај тоа што еве јас од првата операција 23 години има поминато, од втората 5, меѓутоа не се чувствува, јас вака сум здрава, меѓутоа стравот во мене дека тоа ќе се врати. Минатата година грип ме фати, од обичниот грип па имате понатаму 10 дена не може последици. да станам од кревет и мислам дека се уште не сум како што треба, а камоли сега од ова пандемија. Мислам, стравот е многу поголем отколку, а луѓето гледам дека не тие барем што немаат канцер, дел од нив не се придржуваат кон мерките, некој мисли дека нема вирус и да, може би се чувствува дека тоа некоја далечна приказна која што не го засега. Нив нема да им се случи тоа, како што и јас мислам дека канцерот нема да дојде кај мене, ама дојде. Ова што вие го зборувате поврзано со еден момент дека дури ако во моментот вие немате симптоми, потешкоти или влошување на состојбата, вие морате многу добро да знаете како да се однесувате према ситуацијата. Тоа значи дека доктор, специјалист треба вам да ви посочи што е тоа што треба да го правите во секојдневието. Имаше ли тука проблеми, може само кратко, некакви ситуации каде што сакате да дојдете во контакт со лекарите, но тоа не можете да го направите? Дали се случувало на може би други луѓе од здруженијето, вие комуницирате меѓусебно, кажавте пред малку. Бидејќи СОС линијата е кај мене, јас комуницирам буквално со сите пациенти што се јавуваат. Јас не сум доктор, меѓутоа моето искуство со болеста ме научи дека треба да помагам на луѓето и тие веруваат во нас. И викат дека не му верувај на гаталец, туку на паталец. И затоа телефонот 24/7 е отворен, достапна сум, се јавуваат. Има случаеви кога ќе оди пациент, докторот не сака да го прима пошто бил ризичен. Докторот, а ризична си и ти како пациентка, па преку шалтер. Што ти е? И ќе пиша терапија, ако и уопште и пиша терапија, без да ја прегледа, без да види што е. Значи има такви случаеви што за жал, ќе повторам повеќе пати, е многу тешко за пациентите, поготово со малигни заболувања, па и за другите. Ако некого го боли грло, не сме да иде на лекар за тоа што ќе го пратат да направи корона тест и пациентот е исплашен. Психички се потресени, психички исплашени, не знаат како, не знаат што. А матичниот многу малку објаснува и многу малку ги прима пациентите. За жал. Со оглед на тоа што нели еве прокоментиравме на кој начин би се обезбедувале потврдите, сега ќе ве прашам за вашето лично мислење. Се чувствувате ли вие лично дека е во ред, па макар и од 23-ти, да започнете да одите на своите работни места? Па со оглед на тоа дека кажуваат во периодот што следи дека ќе вирусот ќе земе поголем замав, мислам дека јас барем
Не се Не се чувствувате чувствувам сигурно, безбедно? да. Никако. Да, заради тоа што, како рековте, постои стравот од евентуални... Да, стравот постои. Вие со вашето здружение се разбира без престан, можам слободно да кажам, ја покажувате и храброста, и борбата, и се грижите за луѓето, не само оние кои што се соочуваат со проблемот, туку и оние околу нив, да знаат како да се однесуваме едни спрема други. Следува тој период и месец кога се интензивираат сите овие активности, така што кажете ми на кој начин еви ние се вклучуваме кон сите глобални и светски кампањи со оглед на тоа што и овој тип на пациенти, пак ќе кажам, се дел од целата приказна и треба да има собствен начин и собствена борба во услови на пандемија. Како тоа ќе го изведете? Има ли посебен тип на активност? Сега имаме посебно ќе ни биде прошетката некако досега на европско ниво. Прошетката ќе биде 25, 26 и 27 септември. Ги поканувам сите подражувачи да ни се придружат. Ќе биде стварно убаво. Ќе покажеме дека и помагаме на сите, дека сме со сите, за сите мајки, за сите сестри, за сите останати. Прошетката ќе биде во 14 градови во Македонија, за прв пат така. Значи за прв пат, меѓутоа уклучени во Европа, на европско ниво е тоа. Како мрежа која што функционира навсекаде, па така ќе функционира и кај нас. Да. Значи на тој начин, еве, овие денови ќе можат луѓето и да ве поддржат и да го слушнат вашиот глас. Некаде за заокружување на разговорот, сметате ли дека ќе има слух доколку овој датум кој што како таков ни стои, едноставно не биде финална точка каде што и луѓето со хронични малигни болести ќе успеат да ја најдат таа средина, како понатаму, доколку едноставно не е изводливо да се обезбедат навремено тие потврди и вие преку ноќ, да речам, да мора да почнете да одите на своите работни места. Што тогаш? Министерот рече дека ќе го продолжат тој. Како такво стои. Меѓутоа останува да видиме дали во пракса ќе биде така. Се надеваме дека ќе биде. Да се надеваме дека ќе успеат, меѓутоа не сум сигурна. Не знам како тоа ќе биде. Дали само ова заборавив досега да ве прашам, дали има помеѓу вас такви кои што веќе се во процес да ги обезбедуваат тие потврди, а имаат проблем? Па има, сега да ви кажам, значи, ние, пошто сме многу исплашени пациентите со малигни заболувања, и за секоја ситница правиме проблем, па ние сме со малигни заболувања. Па не би рекла баш така, ако пациенти оперирам пред 10 години, 15, 20, и сега да бара потврда дека е со малигно заболување. Да. И има пациенти што ќе се јават, па јас пијам тамоксифен, тие се пијат од 5 до 10 години. Не значи ако го пие тамоксифенот дека треба да извади потврда дека е со малигно заболување. Тоа било. Јас така го сваѓам. Значи било, јас сум оперирана од малигно заболување. Сега се борам со тоа, ама не па треба да бидеме малку оптимисти. Треба да бидеме оптимисти. Да. Ви благодарам многу. Вие и сте оптимисти и ни донесовте ова утро една добра енергија, па дури и мотивација, јас би рекла. Ги поздравуваме сите оние кои што се заедно со вас во вашата борба и се надевам дека нашите институции сите овие нешта ќе успеат да ги регулираат соодветно, се со цел да не ви се отежнува секојдневието, туку напротив да се чувствувате посигурни, побезбедно, па дури во вакви услови. Ви благодарам многу. Ви благодарим и ние и само една порака до сите пациенти. И после ракот има живот. Живејте и бидете силни. Поздрав. Ви благодарам многу. И само и чувајте се. Нека се чуваат. Така, да се чуваат. Се разбира дека доколку ги почитуваме правилата, ние се чуваме пред себе си и нашето здравје, а и сите останати, се разбира оние кои што се во ризична категорија, тие кај нив природно дека има поголем страф и дека мораме да бидеме и према нив солидарни да ги почитуваме.